Добро утро, Ненад, и од мене. Нека е за многу години денешниот празник, Велики четврток. За нас христијаните овој празник е многу значен, исто како и празникот Великден. И кога зборуваме за Великден и Воскресението Христово, може веднаш да нагласиме дека тоа е најголемиот христијански православен празник. И за нас христијаните има големо значење. Уште од денес, па и од вчера започнавме со долги и велелепни торжествени богослужби кои што ќе се одвиваат овие денови. Имено денес на Велики четврток ние си спомнуваме за тајната вечера, си спомнуваме за востановувањето на Евхаристијата или светата причест која што Господ Исус Христос ја востановил на светата вечера заедно со своите апостоли и за предавството кое што го извршил апостолот Јуда. Утре на Велики петок ќе си спомнеме за страдањата Христови, неговото распетие на крстот, кој се расна заради нас луѓето и заради нашето спасение, а пак Велика сабота е неговиот престој во адот или пак во пеколот, додека пак на Великден или пак во недела се спомнуваме за Воскресението Христово. Како што спомнав и пред малку, значењето на овој празник е големо. Воскресението Христово за нас христијаните е многу важно и од суштинско значење, затоа што како што вели свети апостол Павле, ако не воскреснеше Христос, тогаш залудна ќе беше нашата вера. Имено Господ Исус Христос беше потребно да дојде на земјата со цел да го спаси човечкиот род, затоа што уште на почетокот на создавањето на светот, кога нашите прародители Адам и Ева сгрешија во рајот и отпаднаа, Господ им вети Спасител, им вети Месија кој што ќе дојде и ќе го спаси човечкиот род. И затоа Господ Исус Христос дојде овде на земјата, се овоплоти од Пресвета Богородица Дева Марија, прими човечко тело и со таа цел да може да го спаси човековиот род од гревот, да го спаси од лукавиот, едноставно да може да му пружи надеж за понатаму во животот, затоа што претходно луѓето немаа надеж, меѓутоа откако воскресе Христос, ние се надеваме дека сите по нашата смрт ќе воскреснеме и ќе можеме да се вселиме во небесното царство. И токму поради тоа, поради големината на овие настани, еве и се наоѓаме во храмовите наши низ целата наша македонска земја и можеме да присуствуваме заедно на овие торжествени богослужби. Отец Антонио, ајде да ни кажете кои се обичаите кои верниците ги прават за време на овој празник? Во врска со обичаите што се поврзани со овој празник, може да се каже дека нив ги има многу, инаку обичаите се едноставно некои традиции кои што луѓето си ги внеле во верата паралелно со празнувањето на празниците, и ние во црквата секогаш апелираме доколку тоа се некои обичаи кои што пречат на црковното учење. Меѓутоа, ако не пречат, тогаш може да си ги одржуваме и може да ги негуваме како такви. Кога зборуваме за обичаите тука, може да го спомнеме украсувањето, односно фарбањето на великденските јајца, бидејќи тие се на некој начин символ на Воскресението и символ на Великден. Исто така може да се каже дека ете на некој начин одењето на богослужбите, посетувањето на роднините и ближните, потоа оние обичаи кои што ги прават луѓето нели поврзани со великденското јајце, кога се фарба, како се фарба и така натаму, и ред други работи кои што нели луѓето ги практикуваат. Може комотно да кажеме дека во секое село, во секој град од нашава земја имаме различни обичаи и всушност на некој начин и тоа е едно големо богатство кое што го има македонскиот православен народ, бидејќи како што спомнав и пред малку, обичаите секогаш одат паралелно со верата и со црковните празнувања, и тие на некој начин не го прават самиот празник поторжествен или посвечен. Ајде сега да чуеме од вас која е символиката на бојадисувањето на јајцата, дали првото бојадисано јајце на вистина носи среќа и која е всушност символиката на кршење на јајцата? Како што спомнав и пред малку, нели великденското јајце на некој начин е одлика или символ за Великден. Кога зборуваме за великденските јајца, може да се каже дека обично домакинките уште на Велики четврток рано наутро започнуваат да ги фарбат. Зошто е тоа така? Има некоја символика, бидејќи нели како што и претходно спомнав, на Велики четврток се случиле неколку настани, имено тогаш се случила тајната вечера, Господ Исус Христос ја востановил светата Евхаристија, се случува предавството од Јуда, и токму поради тоа на некој
начин уште пред изгресонце рано наутро домакинките ги фарбаат првите 3 јајца. Сега некаде луѓето велат првото е најзначено, некои велат првите 3, меѓутоа кога веќе зборуваме за некаква символика, јас би рекол дека првите 3 имаат можеби најголемо значење затоа што сепак ги посветуваме на Света Тројца, на нашиот троичен Бог, нели Отецот, Синот и Светиот Дух, и токму поради тоа кога зборуваме за фарбање на први 3 јајца, тогаш тие би имале некоја голема символика, додека пак истиот ден може да се изфарбаат и останатите јајца кои што ќе се користат и конзумираат тие денови, или пак наредните денови, Велики петок, Велика сабота, некако тие 3 денови се најсоодветни за фарбање на великденските јајца. Инаку јајцето представува живот, представува воскресение, затоа што од јајцето се раѓа нов живот, и има некое сведоштво според црковното предание кој што вели дека уште во првиот век по вознесението Христово на небесата, Света Марија Магдалина, која што била негова ученичка, една од жените мироносици, заминува да го проповеда евангелието на запад, и таа стигнала во Рим, и таму на тогашниот император Тибери му дала едно црвено јајце и го поздравила со поздравот Христос воскресе. И токму поради тоа во спомен на тој настан некако се сложило така христијаните низ наредните векови да се ја практикуваат таа пракса или таа традиција, да се кршат со јајца, претходно да ги фарбаат нели истите тие јајца, и всушност ние кога се кршиме на некој начин нели се поздравуваме со Христос воскресе, одговараме на вистина воскресе, затоа што кршењето на јајцето на некој начин го символизира излегувањето на Господ Исус Христос од гробот и неговото воскресение, како што јајцето нели излегува од лушпата, така и Господ Исус Христос излегол од гробот и на некој начин символично со тоа нели и го ја поразил смртта, го победил лукавиот, му подарил на човечкиот род спасение, и токму поради тоа ние на некој начин сме ги зеле тие јајца како символ на воскресението и го практикуваме тоа нели секогаш кога ќе дојде празникот Великден. Така е и годинава нормално, традиционално во сабота навечер дел од нас или голем дел од верниците ќе бидат околу храмовите и во самите храмови, нели? Сега она што не интересира да ни кажете е што означува кружењето околу храмовите 3 пати. Дали има некоја символика? Кружењето околу црква 3 пати на некој начин го символизира престојот на Господ Исус Христос во гробот 3 дена и 3 ноќи. Имено ние кога зборуваме за кружење во црквата, тоа го нарекуваме вход. Значи ги правиме тие 3 входа непосредно пред светата божествена литургија, односно ноќта сабота спроти недела. Започнуваме некаде во 11:30 со богослужбата и неколку минути пред 12 часот пред полноќ излегуваме надвор и 3 пати кружиме околу црква, односно правиме 3 големи входа, и тие на некој начин, како што спомнав, го символизираат тој Христов престој во гробот, и после тие 3 дена тој всушност воскреснал во недела наутро. И токму поради тоа ние кружиме 3 пати околу црква, потоа влегуваме внатре, ги отвораме портите или дверите на храмот, и тоа исто така го символизира нели Христовото воскресение, Христовата победа над смртта. Влегуваме свечено торжествено во храмот внатре, и после тоа започнуваме со утрената богослужба и со божествената света литургија, и на тој начин всушност и нели ја отпразнуваме таа голема свечена богослужба која што се одвива во текот на ноќта, односно на наредното утро во недела наутро. Оно што сите не интересира, до кога треба да возвраќаме и да отпоздравуваме Христос воскресна. Дали е тоа еден ден, 2 или повеќе денови, верувам дека ќе ни откриете и ќе ни кажете сега. Кога станува збор за поздравот Христос воскресе, нели знаеме сите добро дека одговараме со навистина воскресе или навистина воскресна, и овој поздрав е најспецифичен и најкарактеристичен за празникот Великден. Нормално дека овие денови го практикуваме и го користиме, меѓутоа според црковното учење и предание најдобро е тој да се користи се до празникот Спасовден или Вознесение Христово, и кога станува збор нели за колкав период е тоа, знаеме дека секогаш Спасовден или Вознесението Христово е 40 дена по празникот Воскресение или по празникот Великден, и токму поради тоа најсоодветно би било христијаните во текот на тие 40 дена се до Спасовден да се поздравуваат со овој поздрав Христос воскресе, и се одговараме нели нормално со навистина воскресе.
Така е. Отец Антонио, ви благодарам за одвоеното време. Овие празнични денови поминете ги во мир, спокој и се разбира, се слушаме и се гледаме некоја следна прилика за следни можности, каде што ќе зборуваме за следни празници и се разбира, среќен празник. Ви благодарам многу, Ненад, и вам за поканата, ви благодарам за искрените честитки. Еве јас ја користам приликава да ви го честитам и вам денешниот празник, меѓутоа и празникот кој што ни доаѓа, односно празникот над празниците Великден или Воскресение Христово, а ја користам приликава и на сите наши верници православни во Македонија да им го честитам овој голем и радосен празник и уште денес да ги поздравам со радосниот поздрав Христос воскресе, навистина воскресе, бидете сите живи и здрави и од Бога благословени за многу години.